за помалку од минута. За помалку од минута. Чекаме Мија да се. Можеме? Што е Мија? Ќе може? Ќе малку, само секунди се прашање. За секунди. Какви се секунди? Уште една? Благодарам. Почитувани граѓани, најнапред дозволете ми да ви честитам за денешниот изборен ден, ден кога Македонија уште еднаш покажа демократска зрелост и политичка култура. Со гордост можам да кажам дека денешните избори поминаа како едни од најмирните и најбезбедните во поновата историја на државата. Исто така сакам да им се заблагодарам на сите полициски службеници кои денес ја завршија својата задача одговорно, професионално и без ниту еден пропуст, обезбедувајќи услови граѓаните слободно да го остварат своето демократско право на глас. Денес покажавме дека кога институциите функционираат, демократијата е сигурна. Во текот на денот, гласањето започна навреме на сите гласачки места, освен на 84, каде што имаше технички проблеми и задоцнување до максимум 2 часа. Регистрирани се 29 прекини на гласањето во трајање од 15 до 30 минути, најчесто поради технички проблеми со уредите за идентификација, кои беа навремено решени. Најмногу од нив беа на подрачје на СВР Тетово и СВР Охрид. Пријавени се вкупно 91 настан на територија на Македонија, од кои најголемиот дел се однесуваат на агитирање и можен подкуп, а дел на фотографирање на гласачкото ливче, лепење плакати и упатени закани. По превземени мерки, за 42 од пријавените случаи постапките се завршени, а во најголем број истите наоди не се потврдени. Во тек се активности по останатите случаи во соработка со обвинителството и останатите органи. Лишени од слобода се 11 лица во текот на денот, во повеќето случаи поради подкуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче. 4 се веќе ослободени, а 7 се задржани на понатамошна постапка. Пријавени се и 7 настани со наводна инволвираност на полициски службеници, од кои за 6 е утврдено дека не постојат неправилности, а за еден случај се преземаат мерки за расчистување. Секторот за компјутерски криминал регистрираше 19 објави на социјални мрежи и интернет простор, поврзани со изборите, кои се предмет на понатамошна проверка. Сите овие податоци потврдуваат дека денешниот изборен процес помина во мирна, фер и демократска атмосфера, без ниту еден посериозен инцидент или нарушување на јавниот ред и мир. Ова е резултат на навремено планирање, координација и професионализам на сите структури на Министерството за внатрешни работи. На крај, дозволете ми уште еднаш да им честитам на сите македонски граѓани за нивната зрелост и одговорност и на сите припадници на Министерството за внатрешни работи за нивната посветеност. Денес ја видовме сликата на една безбедна и демократска држава, која докаже дека знае да спроведе избори, какви што и доликуваат. Ви благодарам. Ако имате прашања, поведете. Се знае случај зашто се лиши од слобода еден член на едно избирачко место? Удижам подошто. Благодарам на прашањето. Согласно информациите кои што ги имам, лицето е во работа, едно од двете лица кои што беа лишени, е во работен однос редовен во рамки на Државната изборна комисија, но истиот во текот на овој ден при лишувањето од слобода не ги извршувал своите работни обврски, значи не бил на работа и е лишен од слобода заради тоа што одбил да се идентификува пред овластено службено лице. Значи не станува збор за лишување од слобода на председател на Општинска изборна комисија или член на избирачки одбор, станува збор за лишување на лице кое што е вработено во Државната изборна комисија, но не обавувало работни обврски во моментот кога се наоѓало во рамки на
кругот на избирачкото место, согласно информациите кои што ги имам добиено од страна на службата. Освен за овие другите приведени, зашто се конкретно? Дел од приведените, како што кажав, се за подкуп, дел од приведените се за уништување на изборен материјал, дел од приведените се за фотографирање на избирачко ливче. Вкупниот број на приведени се 11 лица, како што напоменав, 4 од листите веќе се ослободени, 7 се уште се задржани на понатамошна постапка и што ми има информација из истите, ќе известиме јавност. Доколку немате други прашања, ви благодарам на вашето внимание.